Добро вечер, вести на Канал 5. Необична пена го покри вливот на реката Липенец во реката Вардар во Скопје. Пената беше забележана по течението на Вардар. На лице место излегоа екипи на Скопски водовод и зема примероци за да утврдат за каква материја станува збор. Градоначалникот на Скопје Орце Ѓоргиевски соопшти дека до град Скопје стигнала пријава за непознатата материја која од реката Липенец се влева во Вардар. Овде станува најверојатно збор за одредена супстанца која што истекува од објект кој што е А категорија за кој што централните институции имаат надлежност, но сепак излезени се и од Министерството за животна средина, како што кажав, во координација со нашите инспектори во моментов прават испитување на состојбите, односно кој би бил причинителот на оваа настаната состојба. Претпоставам дека станува збор за одредена неодговорност на некои од индустриските објекти кои што се наоѓаат во непосредна близина овде, но не можам да кажам за кого се работи додека не ги добиеме точните информации. Нема толеранција, нема да има ни овој пат, секако сето она што е во рамките на нашата надлежност, ние ќе го покриеме како град Скопје и ќе има постапувања, сето она што е обврска на централните институции, нивна надлежност, еве апелирам, јас разговарав и со заменик министерката за животна средина да си постапат согласно законите и да нема толеранција за никого. Остануваме на тема води. По Гостивар бактериолошки неисправна е и водата во Крушево, иако причината за загаденоста не е канализацијска или фекална, туку недоволно хлорирање, велат надлежните. Во меѓувреме крушевчани можат единствено да ја користат водата како техничка. Повеќе детали околу состојбата со водата за пиење од Дејан Трајковски. Ешерихија коли, ентерококи и зголемен број на колимфорни бактерии се детектирани во водата во Крушево. По Гостиварци забрана за користење на водата добија и крушевчани, но само за пиење. Може да ја употребуваат технички, велат од Центарот за здравје во Прилеп. Изворот на загаденоста не е канализацијски или фекален, туку причината е недоволно хлорирање на водата, а и можен дефект на цевководот, што може да доведе до секундарна контаминација со материја од органско потекло. Зголемен број на лица кои побарале лекарска помош нема, епидемиолошката состојба мирува, вели директорот на Центарот за јавно здравје во Прилеп Горан Кузевски. Водата е бактериолошки неисправна и има отсуство на резидуален хлор. Одма да кажам, водата не смее да се пие, не смее да се користи за перење, миење, не смее да се користи за миење на садови. Исклучиво само како техничка вода. Денес се зема третиот примерок од трите мерни места. Утре ќе излези веќе првиот од средата земен, вториот ќе излези во недела или во понеделник, веќе понеделник или вторник ние ќе имаме третите последователни резултати. Во меѓувреме во Гостивар и натаму продолжува хиперхлорирањето. Се вршат постојани анализи со цел гостиварчани до крајот на викендот или в понеделник да добијат барем техничка вода, а кон крајот на следната недела и питка. Што се однесува до Валандово, според анализите, водата е безбедна и граѓаните можат да ја користат за сите потреби. Анализите покажале дека присуството на арсен е 1,47 микрограми на литар, што е далеко од максималната граница од 10 микрограми на литар. Градоначалникот Камчев побара јавноста исклучиво да се води од експертите, за да не се доведува во заблуда. Дилемата е расчистена, Валандово има безбедна вода за пиење, ние како општина Валандово и како јавно комунално предпријатие во текот на наредниот период ќе направиме уште ворени анализи. Граѓаните мора да знаат каква вода консумираат и ние како општина и јавно комунално предпријатие имаме обврска да алармираме доколку се случуваат било какви хемиски и физички промени во квалитетот на водата за пиење. Опозицијската СДСМ пак во прашање го доведе квалитетот на водата и во Велес, откако објавија извештај кој според нив покажувал дека и таму водата е загадена со бактеријата Ешерихија коли. Градоначалникот Колев за Канал 5 вели дека се злоупотребени лански извештаи од велешки села кои не се на градската водоводна мрежа. Тој уверува дека велешани ја пијат најчистата вода во Македонија, а за оние кои како што вели лажно обвинуваат, најавуваат тужба. Користат стари извештаи од места кои немаат никаква поврзаност со градскиот водовод. Водата во Велес нема никаков проблем, никогаш немала. Нема ниту да има. Се работи стручно и секојдневно истата подлежи на проверки. По консултацијата која имав со адвокатот од општината,
Ќе ги преземам сите законски действија кои ми се на располагање со цел да ги заштитам граѓаните на Велес од лажни вести. Забрана за пиење на водата има и во тетовското село Лешок и истата може да се користи исклучиво за техничка употреба. Од јавното предпријатие Хигиена Теарц уверуваат дека се работи на санација, а во меѓувреме во тек е изработка на филтер станица и изградба на нов резервоар кој ќе им овозможи на жителите континуирано безбедна вода. Министерството за внатрешни работи ги извести граѓаните дека во понеделник 27 јули во утринските часови ќе се одржи штрајк на царинските службеници на неколку гранични премини во Грција, поради што ќе има ограничувања во сообраќајот. Според информациите што МВР ги добило од надлежните органи на Република Грција, штрајкот ќе се одвива на граничните премини Евзони, Богородица, Дојрани-Дојран и Ники-Меджитлија. Во периодот од 5 до 9 часот по македонско време, а тоа е од 6 до 10 часот по грчко време. Патничките возила ќе се пропуштаат на секои 10 минути, додека товарниот сообраќај ќе биде целосно во прекин за влез и излез од Република Грција. Од МВР информираат дека ќе бидат преземени сите неопходни мерки и дека во функција ќе бидат ставени сите човечки и технички капацитети за олеснување на сообраќајот и информирање на граѓаните. Има позитивен импулс за деблокада на евроинтеграциите, но конкретно решение со Софија за сега нема, изјави министерот Муцунски. Тој порача дека Македонија нема да отстапи од јазикот и од идентитетот, а протоколите со Бугарија не се дел од преговарачката рамка. Околу Блискиот исток, министерот увери дека за земјава нема директни закани од Иран. Содржината на тие разговори и деталите на тие разговори секако не ги представуваме поединечно пред јавноста, бидејќи доколку деталите ги представиме поединечно, тогаш би воделе преговори и разговори пред јавноста и тоа не би донело до никакво решение. Јас тоа што сум го кажал дека ние немаме алтернатива освен да бараме решение. Но тоа што ја уверувам македонската јавност е дека било кое решение ќе биде во рамките на принципите и постулатите кои што владата јавно ги има кажано и јавно ги има представено. А дали работиме за решение, секако. И не сме престанале да работиме за изнаоѓање на праведливо и одржливо решение. Во содржината на преговарачката рамка нема ниту експлицитна, ниту имплицитна одредба поврзана со моментот на влегување во сила на уставните измени. Кога ќе се донесат уставните измени? Не е одредбата, ако прецизно ја читате, поврзана со моментот на влегување во сила во уставните измени. Едно е вие да почитувате превземени обврски, а друго е вие да користите билатерални аспекти за кочење врз основа на субјективни гледишта пат на една земја кон полноправно членство. Комитетот на УНЕСКО донесе одлука Охридскиот регион да не биде ставен на листата на светско наследство во опасност. Државата доби нов рок од 5 години, целосно да ги спроведе препораките за заштита на природното и културното богатство. Македонската делегација во Јужна Кореја порача дека зачувувањето на Охрид е национална одговорност и заедничка обврска за идните генерации. Имаме 5 години пред нас, посебно за она што представуваат документација, односно закони, правилници, прогласувања за национални паркови, споменици на природата и така натаму. Тоа е нешто на кое што треба поработиме во наредниот период, иако е во тек и ќе остани уште она што е менаџмент план за управување со Охридското крајбрежје. Оние кои што ќе бидат, да кажам, нотирани како сериозен проблем, односно нешто за кое што треба да постапиме, тука сме во корелација со државата и ќе има одредени поместувања по однос на таа работа. Ги гледавте вестите, имајте убаво вечер.